Охрид за прв пат е домаќин на Интернационалниот собор на 150 витези темплари од 17 земји во Европа и светот. Истовремено, ова е прв пат во историјата на темпларството годишниот собир да се одржува во Македонија и воопшто на балканските простори. Снежана Зечевиќ, голем приор на Македонија, дама и носител на голем крст, истакна дека една од целите и задачите на македонскиот витешки ред е и промоција на нашата држава надвор нејзините граници и подобрување на нејзиниот углед во странство. Веќе години наназад темпларскиот ред, кој е древен темпларски ред од првите витези темплари, се реинституцира, како да се изразам, затоа што долго време беше во една тајновитост работење, а сега веќе работат на активно учество и активно учество во општеството. Гостите имаа можност да се прошетаат низ стариот дел од градот, да ги посетат црквите, како и да ја вкусат традиционалната македонска храна. Па како прво видите дека многу полесно ќе ни беше да го организиравме во Скопје. Ние го организиравме во меката за туризмот за Македонија, значи во Охрид, затоа што Охрид е еден град кој што требаше да се развива во смерот на туризмот и мислам дека Охрид може да ја храни Македонија и да подпомогне, и заради тоа што е големо историско, културно, енергетско место и сакавме да го покажеме тоа на нашите браќа. Минатата година домаќин на годишниот собор беше големиот приорат на Шведска, кој за седиште на церемонијата го избра градот Стокхолм, а наредната година соборот ќе се одржи во Женева, Швајцарија.